Здраво, пријатели, се надевам дека сите сте добри и се држите. Ако се прашувате зашто повеќе од 2 недели немам направено видео, последното беше за романот Тврдоглави од Славко Јаневски. Ако не сте го гледале, го има на каналот, тоа е последното видео. Мислам дека ќе ви се допадне, одете и гледајте го. Работата е што сум преокупиран со нешто друго, треба да завршам еден текст, треба да ја завршам всушност магистерската и тоа сум преокупиран со тоа и ќе бидам во наредниве 2-3 недели, додека не се ослободам по тоа и бидам полабав, имам повеќе време за видеа, така што вие што ме следите редовно и ги цените видеата, имајте трпение, значи не ме фатила мрза, не ми се досадиле видеата, имам ентузијазам и желба да ги снимам. Меѓутоа, сега немам толку време, иако се надевам ќе направам едно видео нареднава недела, ако успеам, за еден од последните романи што го читав. Значи, тоа ќе си остане фокусот. Гледам дека некои буктјубери или луѓе што снимаат видеа на YouTube за книги, некои си тераат баш онака со рецензии, и барем еднаш неделно или еднаш во 2 недели. Меѓутоа, гледам дека кај некои луѓе дали сакат да ги забавуваат луѓето и да прават цело време нешто различно, па се прават рендом работи, пример, не знам, еве ги 6 книги што ќе ги читам во наредниот период, или сега си ја прередувам полицата, или топ листи некакви. И тоа е окей, меѓутоа јас ќе правам такви видеа, некои совети за читање или некои мисли за литературата, за романите. Меѓутоа, главно планирам да си бидат баш видеата за книги, за романите. А денес се шетав низ центар нешто се движев и влегов во Матица, книжарницата, одамна нема влезено, ретко влегувам таму. Имаше еден дел на маса 200 денари 5 книги да си избереш. Тоа беа македонски автори, повеќето постарите, не знам, поезија, Гане Тодоровски, Матеа Матевски, некои постари романи. Меѓутоа, ако читате книги, 200 денари, имаше фини некои книги. Добар дел. Да ви покажам што земав. Швајцарија на Балканите, роман од Драги Михајловски. Драги Михајловски има повеќе романи напишано, не сум го читал никогаш. Немам поима каков ќе биде овој роман, мислам дека му е еден од последните. Ако сте го читале, пишете ми ваше мислење, или ако сте го читале повеќе, ако сте читале дела од Драги Михајловски, кажете ми од кај да почнам, кој ви е омилен роман, пишете ми во коментар. Драги Михајловски, ако немате поима кој е, значи не само што е писател, туку е многу важен и професор, меѓутоа веројатно мене ми е многу познат и е многу познат по тоа што го има преведено целиот Шекспир, што не само што е подвиг и животно дело, туку веројатно животно дело за три животи. Мислам, повеќето од нас ќе сонуваме дека ќе оставиме нешто такво, нешто позади нас, како и да е. Значи, ова од Драги Михајловски, ако сте го читале, јас секако ќе го читам, и тоа би сакал да слушнам мислење. Поезија Ветерот и градот од Матеа Матевски. Матеа Матевски имам збирка со избрани као the best of од Матеа Матевски, а моја сика Ветерот и градот ме заинтересира затоа што некој друг имал напишано Градови без ветер. Тоа сум јас. Некој од некого крадел. Наслов ми е малку шала на страна. Матеа Матевски сигурно не крадел од мене наслов, а ниту пак јас знаев дека има збирка што негова што се вика Ветерот и градот, така што си ја купив, ќе ја читнам. Тоа е Матеа Матевски, поезија. Оливера Николова, Пешаци по црни полиња. Овој е предпоследен роман, 2017, за возрастни. Планирам да го прочитам, ако сте го читале, кажете ми мислење, дали ви се допаѓа, кој ви е омилен нејзин роман. Зборам за возрастни сега. Слободно пишете ми, значи сигурно овој ми е роман, еден од наредните што ќе го читам. Тоа е Оливера Николова. Владо Малевски, Разбој. Овој никогаш, мислам, да, никогаш не сум го купил овој роман, а ја читавме, ја имам читано вајда во средно како лектира, кога што се сеќавам, не сум, а тоа е доста време поминато, така што си ја купив и ќе ја препрочитам, не знам кога. Меѓутоа ќе ја препрочитам, ја немав Разбој од Владо Малевски, и се потсетив уствари колку огромен, скоро 480 страни. Тоа е Владо Малевски, Разбој, и последното што го земав е Паскал Гилевски, Зоја. Ми кажаа дека е таму, дека е одличен роман, дека морам да го прочитам. Паскал Гилевски искрено не сум го читал, освен што го знам како преведувач од унгарски во книги, романи што сум го среќавал.
Ако сте читале Зоја, ако сте го читале овој роман, би сакал да слушнам ваше мислење. Вреди, добар е, не е добар, немам поима. Значи, слободно искоментирате дали ви се допаѓа и што мислите за овој роман. Што е тој дел што го земав 5 книги за 200 денари. Меѓуто книги што ќе се читаат, нема да се само така. Нешто друго што планирам да го правам на каналов е да оној роман на годината што порано го доделуваше Утрински весник, сега тоа го продолжи Фондацијата Славко Јановски. Последниот победник е Оливера Николова со Песот со тажен поглед. Ова ми е еден од наредните романи што ќе ги читам. Велат дека е многу добар. И меѓутоа корицата, Оливера Николова заслужува подобри корици од овој, сите заслужуваат. Овде има куче некој со тажен поглед, мислам, издавачи, добра корица е многу важна работа, 2021 година е. Тоа е Оливера Николова, значи, ова му доаѓа дека она добитник за 2020, не знам како му доаѓа. Знам дека сега аплицира писателите за наредната година, или за оваа година, не знам, како и да е. Ова е последниот победник. Оливера Николова, Песот со тажен поглед. И приметив дека веќе втора година, мислам, Арс Ламина, Литература МК и они доделуваат нивна роман на годината, мислам дека Сика Пегас, мислам дека е роман на годината. И последната оваа година, значи двајца писатели имаат поделена таа награда. Јас го имам овој роман Мртвите знаат најдобро од Владо Јановски. Мислам дека сам си има цртан на корицата. Значи Владо престана да се занимава со музика и сега е писател. Се зезам. Владо Јановски сосема нема врска со пејачот. Владо Јановски е писател македонец што живее во Австралија. И не само писател, туку е и цртач, илустратор, сликар. И ја го прочитав романот, ќе ја наснимам видео, добар роман е, ќе снимам видео, тука го споредуваат и со Мураками. И ќе видиме дали тоа држи вода. Значи ова е еден од победниците на таа награда. Значи планирам да ги следам тие две награди, барем 2 романи годишно. Тоа не е проблем. Океј, исто така да кажам дека со Достоевски се занимавам, Демони. Последниот, тоа е единственото дело од Достоевски што не сум го читал, можеби. Или, дефинитивно еден од големите романи, една четворка, Злосторство и казна, Браќа Карамазови, Момче, Идиот, петорка, Момче, Идиот и Демони. Ова единствениот што не сум го читал, некако почна малце споро, викам Достоевски, нешто е работава промашена. Јас најдов се за Достоевски, како и да е. Меѓутоа како што се ближам до половина, сваќам ќе биде весела работава и Достоевски знае што прави. Ќе снимам видео понатаму за тој роман, ама ми треба време да го завршам. Океј, тоа е мал апдейт од мене. Чувајте се и се гледаме со наредно видео. Поздрав и чао!